Здраво, млади шахисти, ајде да играме шах. Кралицата е многу моќна фигура, но кога ќе остане сама, дури и таа не може да матира без помош на нејзиниот крал. Но што значи мат? Како се дава мат? Мат е целта на играта. Да се даде мат, значи да се зароби противничкиот крал. Кога ќе настане позиција мат, партијата завршува. Може да имаме голема материјална предност, па и дури повеќе дама. Но ако нашиот крал е заробен, значи дека сме загубиле. Затоа е многу важно да научиме да даваме мат. А откако ќе научиме како се дава мат, магијата на шахот ќе ве обземе. Со сигурност ќе сакате да дадете мат. Да започнеме. На овој диаграм кралот е во шах од белата дама. Тој нема кај да бега и не може да се покрие, но може да ја земе. Значи позицијата не е шахмат. Но ако за дамата стои ловец кој штити, тогаш црниот крал е во мат позиција. Црната армија не може да примени ниту еден од трите начини на одбрана, а тоа се бегање, покривање и зема. Со дамата најлесно се дава мат. Таа е најјаката фигура и контролира најголем број на полиња. Кога противничкиот крал ќе дојде на работ на таблата, а дамата ќе застане веднаш до него, сите полиња се одземени за бегање, а тој е во шахмат. Но да забележиме дека во оваа мат позиција скокачот е помошник на дамата. Без него таа немаше да може да го матира црниот крал. Во овој случај кралот е заробен од дамата, а нејзин помошник е пешакот. Оној што ќе даде мат е победник, а играчот добива 1 поен. Во овој случај помошник на дамата е топот и таа го заробува кралот. Но топот не мора да стои веднаш до дамата, бидејќи тој е далеку бојна фигура и може од далеку да даде поддршка. На овој диаграм со црвено се обележени полињата на кои белиот крал не може да стапне, бидејќи се контролирани од противничката дама. Со зелено е обележено полето на кое кралот може смее да стапне. Црната дама дава шахмат во оваа позиција на полето G2. Тука таа го контролира и единственото поле што беше возможно за белиот крал. При тоа дамата е бранета од нејзиниот крал. Во оваа позиција тој е нејзиниот помошник. Ова е типична мат позиција. Ајде да го извежуваме матирањето. На овој диаграм пилот е на потек и треба да даде мат. Белата дама го матира противничкиот крал на полето G8, додека скокачот е нејзин помошник. Овде помошник на дамата за матот е топот. На овој диаграм помошник на дамата за матот е ловецот. Не брзајте да го одиграте потекот, се додека не сте 100% сигурни во точното поле за матирање. Во овој случај дамата застанува на полето E2 и дава шахмат. Во позицијата на овој диаграм мора да внимаваме, бидејќи црниот скокач го контролира полето G8, но матот може да го дадеме на полето G7. Дама на D5. Во оваа позиција дамата може да ја земе противничката дама и да даде мат. Дама на E7 шахмат. Дама на B7 шахмат. Дама на D7 шахмат. Ова се основните матови кои најчесто настануваат во партиите. Ајде сега да видиме како, освен нашите фигури, може да ни помнете противничките фигури за да дадеме мат. На овој диаграм, пешакот на H6 го одзема полето на бегање на својот крал и противничката дама со потекот на G8 го матира. И на овој диаграм црните фигури ни помагаат затоа што ги се земаат полињата за бегање на кралот. Затоа, после потекот на белата дама на F6, црниот крал е матиран. На овој диаграм пешаците му сметаат на кралот, а после потекот на црниот топ на F1, кралот е во мат. Во овој случај, скокачот е тој што му смета на кралот. На овој диаграм, топот го дава матот на полето A1. Обидете се сите овие матни слики да ги запомните. Тука гледаме дека еден мал пешак може да даде шахмат. Дама на C5 шахмат. Топа на F8 шахмат. Дама на C3 шахмат. Пешакот и помага да даде мат, а противничките пешаци му одмагаат на кралот, бидејќи не може да избега. Дама на H4 шахмат. Топ на G7 шахмат, бидејќи црниот скокач му смета на својот крал. Вежбајте, само така ќе напредувате во оваа игра. А штом ќе го соодбавате матот, вие сте на чекор да бидете идните шампиони во играта шах. Запомнете, шахот е богат игра, со комбинации и стратегии, чиј број не е конечен.
Затоа, останува повеќе од 1500 години да биде најинтересната, најинтелигентната и најзабавната игра од денес. До видување!